Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, 7 минути после 11 часот го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Собранието се распушти минатата недела, изборите се закажани за 5 јуни, на 15 април председателот на Собранието Трајко Велјановски ќе ги распише изборите. Опозицијата најавува дека ќе ги бойкотира изборите затоа што смета дека не се исполнети сите услови за фери демократски избори. Токму на темата поврзана со избори, денеска решив мој гостин во Кворум да биде пратеникот во неколку мандати, дел од пратеничкиот состав кој пред неколку дена се распушти, лидерот на Демократската партија на Србите во Македонија Иван Стојковиќ. Добар ден и добре дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добар ден. Поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Се надевам дека ќе одговориме на некои прашања. Ви благодарам, прв пат сте во нашето студио гостини во емисијата Кворум. За почеток собранието се распушти. Како што гледам, лидерот на ПСЕР Самка Ибраимовски вели дека изборите ќе се одложат. Ќе има ли избори на 5 јуни или ќе нема избори? Сега се поставуваат оние прашања, ќе гласа или нема да гласа Македонија? Што ќе се случува понатаму? И вие како пратеник со долгогодишно искуство, може ли да им го појасниме ова прашање на нашите слушатели? Во секој случај, значи, ќе слушнеме многу тврдења. Значи, и оние што имаат некакво логичко оправдување, и оние кои се воопшто нелогични. Така да тој аспект мене не ме изненадува затоа што се наслушав во изминатиот период поготово во Собранието на Република Македонија безброј мислења кои немаат никаков додир со реалноста. Од тој аспект и оваа изјава не би ја коментирал затоа што нема никаков додир со реалноста, затоа што Собранието на Република Македонија со гласови на мнозинство од пратениците членови на Собранието на Република Македонија донесе одлука за распуштање на Собранието. Во тој момент престана со работа Собранието на Република Македонија и за да биде повикано Собранието на Република Македонија за да донесе било каква одлука во наредниот период, мора да биде прогласена воредна состојба во Република Македонија. Значи, оние кои што калкулираат дека нема да има избори или ќе има одложување на изборите, треба да калкулираат со тоа дека Република Македонија треба прво да се воведе во воредна состојба, па дури тогаш таквите сценарии да може да бидат реализирани. Така да од тој аспект избори на 5 јуни секако ќе има. Оние што ја донесува одлуката да се оди на избори на 5 јуни не ја донесува одлуката на памет, која донесуваат согласно уставот и законите на Република Македонија и согласно она што е многу битно договорот од Пршина, односно со согласност на меѓународната заедница. Ќе ве потстам само дека можам од лично искуство да кажам дека кога меѓународната заедница, мислам представниците на Европската унија и на Соединетите американски држави решија да ги одложат изборите на 24 април, не повикнаа на разговор, помеѓу другото те се разговараше со мене. Единствено прашање кое беше поставено тогаш беше дали се согласувате наместо на 24 април изборите се одржат на 5 јуни, без понатамошни одложувања. Мојот одговор беше позитивен. Така, вие им дадовте шанса на вашите политички опоненти да се подготват за избори и да учествуваат на изборите. Меѓутоа, сега гледаме од Социјалдемократскиот сојуз, односно лидерот Зоран Заев, најави бойкот на изборите. Како го коментирате ова? Не, ние дадовме шанса на процесот. Не дадовме шанса на нашите политички опоненти. Значи, изборите се неопходна потреба на Република Македонија. Изборите не се неопходна потреба ниту на ВМРО ДПМН, ниту на нашата партија, ниту на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Изборите во Република Македонија и требаат како на човекот што му треба вода. Од аспект што Република Македонија како држава веќе 2 години во сериозна, значи и општествена и политичка криза, и таа криза мора да има некакво си разрешување. Во политиката никогаш нема финални разрешувања. Меѓутоа има делимични разрешувања. И ако изборите се начин да се дојде барем до едно од многуте разрешувања на проблемите со кои е оптоварена Македонија, тогаш изборите се пожелни и неопходни. Така да тој аспект, значи, нашето размислување не беше размислување да му дадеме било кому шанса,
туку да им дадеме шанса на граѓаните на Република Македонија да го кажат прво сопственото мислење од една страна и од друга страна да и дадеме на Република Македонија можност да почне полека да излегува од кризата, затоа што во Република Македонија согласно договорот од Пржино веќе подолго време постои дуализам во институциите на власт во Република Македонија. Ако би можел да бидам побуквален, вашите слушатели подобро да ме разберат, во овој момент во Република Македонија не се знае кој кого апси, не се знае кој на кого плата му дава, не се знае кој на кого социјална помош му дава или одзема. Тоа е се заради дуализмот на институциите воспоставен со договорот од Прчино. Така да од тој аспект избори се неопходни, избори мора и треба да има. Што доколку опозицијата не ја промени својата одлука и доколку остане на ставот за бојкот на изборите? Опозицијата веќе полого време, се обидува да без избори да дојде на власт и ова е само уште еден обид да се продолжи со таквата политика. Меѓутоа, сите оние што во Република Македонија чадорот, меѓународната заедница, припадници на меѓународната заедница ги нарекуваат на различити начини, ја во последно време почнав да ги нарекувам бебиситерка. Мислам дека што се однесува до однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз, бебиситерките треба да си ја завршат работата. Што значи детето е унередено, направи многу проблеми и тие треба да го средат и да го пуштат да излезе на избори. Верувате дека ќе излезе опозицијата на избори на 5 јуни? Знаете како јас не сум ванга па да прогнозирам како опозицијата ќе се однесува во однос на она што се случуваше во изминатиот период. Ако меѓународната заедница, ако се сеќате на локалните избори, успеа да го убеди помеѓу во времето кога беше, од распишувањето на изборите до поднесувањето на листи за локални избори, успеа да го убеди Бранко Цренковски да се појави на избори, тогаш ако меѓународната заедница сака, повторувам, ако меѓународната заедница сака во Република Македонија да се одржат фер, слободни и демократски избори, нема никаков проблем Социјалдемократски сојуз на Република Македонија да се појави на избори. Дали може да очекуваме исто сценарио, ги споминавте локалните избори, тогаш имаше и поделби во Социјалдемократскиот сојуз, тогаш и лидерот на ГРУМ Стефче Јахимовски се оддели од партијата и најави дека ќе учествува самостојно на изборите. Тогаш колку што се сеќавам и актуелниот лидер на СДСМ Зоран Заев рече дека ќе учествува на изборите, на локалните избори во Струмица. Дали може би се можни такви поделби во Социјалдемократскиот сојуз, доколку и понатаму лидерот на СДСМ Зоран Заев стои цврсто на ставот за бојкот на изборите? Она што со сигурност можам да, како човек кој се занимава со политика, да предпоставам дека ќе се случува во наредниот период, по изборите кои ќе се случат секако, тоа е дека ќе има редица од сериозни промени и во редовите на владеачката партија ВМРО-ДПМН и во редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Од проста причина што некои луѓе веќе подолго заземаат одредени позиции, а се покажа како луѓе кои недобро менаџираат одредени политички состојби во најмала или во најблага форма кажа. Од тој аспект јас мислам дека после една година, односно пред локалните избори, нема ќе можеме да ги препознаеме ниту ВМРО, ДПМН, ниту Социјалдемократскиот сојуз. Можноста, односно потребата од вакви промени во двете најголеми македонски партии мора да се случи од аспект што тоа е можеби единствениот начин да се избегнат се поголемите спротиставувања меѓу двата спротиставени политички пола, во која ние како помали и партии, и помали национални заедници, трпиме само штета. Вие се подготвувате ли за избори вашата Демократска партија на србите во Македонија и дали ќе настапите на следните избори како дел од коалицијата со ВМРО-ДПМН? Она што сега можам да кажам, се однесува прво на целокупната приказна околу изборниот процес. Јас премалку зборев прво како човека, потоа како политичар. Јас како председател на помала политичка партија можам да кажам дека честото одржување на избори во Република Македонија на нас помалите партии воопшто не одговара. Од многу причини. Прво би го спомнал материјалниот аспект. Ние немаме доволно пари, така често да излегуваме на избори и да покриваме предизборни кампањи и слични активности. Така да од тој аспект ние како партија сме некако, ако тие може изборни циклуси да се бидат у некоја редовна приказна. Меѓутоа, реалноста наметнува да мораме да се прилагодуваме. Ние сме подготвени за овие избори. Ние се спремаме за овие избори што порано, затоа што знаеме дека имавме некои информации дека изборите ќе се случуваат, а второ, некако партија веќе полого време
целокупната своја политичка активност ја темелиме на секојдневна политичка работа и независно дали има избори или не, ние секогаш сме подготвени за тоа. Јас само ќе ја подстам дека ние како партија во изминатите, например, неколку години, да ги броиме само активностите на партијата каде се собрале повеќе од 1500 луѓе во наша организација. Па сигурно има 20 такви настани во текот на минатата година. Ќе ви кажам дека таа активност е многу поголема од активноста на некои многу поголеми партии. Така, правиме тука една кратка пауза и продолжуваме со разговорот. Секако остануваме на тема избори. Почитувани слушатели, останете со нас, за кратко сме назад во студиото. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото на радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Мој денешен гостин е председателот на Демократската партија на Србите во Македонија, Иван Стоилковиќ, долгогодишен пратеник и дел од последниот парламентарен состав кој минатата недела се распушти. Господина Стоилковиќ, чином останавме должни на нашите слушатели да одговориме дали вашата партија останува како дел од коалицијата со ВМРО-ДПМН и дали заедно ќе настапите на предстојните избори закажани за 5 јуни. Ние немаме се уште никакви разговори отпочнати со никого. Ние си работиме нашава работа. Што се односи до коалицијата, мислам дека функционира на задоволителен начин за двете страни. Нешто што е успешно како соработка во изминатиот период, мислам дека не треба се квари. Меѓутоа, процесот е тука, работите се отворени, пред нас ќе седнеме, ќе разговараме. Јас мислам дека коалицијата за подобра Македонија на наредни избори ќе настапи скоро во истиот состав. На почетокот на овој разговор рековте дека изборите се единствен излез од политичката криза. На што го темелите вашиот став? Јас пред неколку дена напишав, имаше многу реакции. Знаете, кога човек е болен, човекот оди кај лекарот му препишува одредени медикаменти и тоа влијае врз неговата здравствена состојба, тој се опоравува. Кога станува збор за демократијата, кога демократијата е болна на некој начин или има проблеми во незиното функционирање, единствен спас се изборите. Нема друг спас, значи. Не можете на демократијата да ја препишете ниту еден друг лек осим избори. Современиот свет не измислил уште подобар начин на управување со општеството од демократијата. Така да од тој аспект мислам дека изборите се она што е најнеопходно за секоја демократија. Тоа е првата работа. Втората работа, кога станува збор за изборниот процес и воопшто за сето она што се случува во Република Македонија, ние како да сакаме да прескокнеме неколку скалила во развојот на општеството и во сето она што ни припаѓа како на Република Македонија како заоставштина и одеднаш да бидеме дел од нешто што по ниту еден критериум, односно по многу малку критериуми припаѓаме. За такво нешто треба време. За такво нешто значи треба многу избори, многу работа, многу труд и слично. Така да тој аспект тврдам дека изборите се единствениот лек кој е потребен на Република Македонија. И исто така би додал дека кога станува збор за изборите во Република Македонија, тие треба да дадат одговор на многу прашања со кои Република Македонија се соочува. Например, ние имаме на 2 години сериозна општествена и политичка криза во Република Македонија, а по најновите информации Република Македонија има највисока стапка на економски раст во регионот. Дали граѓаните на Република Македонија сакаат мир, стабилност, условно кажано делимично остварување на своите интереси, право на работа и слични приказни. Дали граѓаните на Република Македонија сакаат мир и стабилност или сакаат дестабилизација, евентуално нови страдања и слично. Дали сакаат Република Македонија како модерна и демократска држава или сакаат Република Македонија како држава која ќе владее хаос. Така да од тој аспект пак ќе се врата назад на сите овие прашања. Не можеме да дадеме одговор јас и вие. Треба да ги прашаме граѓаните, а најдобро прашање е на изборите. А што бираат граѓаните на избори? Граѓаните на избори, реков, бираат за јас не знам граѓаните како ќе се определуваат, меѓутоа она што се однесува до мене во одговорот на ова прашање мислам дека лежи суштината. Ако Република Македонија во изминатите 2 години бележеше најголема стапка на економски раст во регионот, тогаш мислам дека изборот е сосема јасен и недвосмислен.
Ајде хипотетички малку, што доколку опозицијата остане на овој став за бојкот не се појави на изборите, а знаеме дека во едно демократско општество за да власта биде силна е потребна силна опозиција. Ако опозицијата не учествува на избори, дали Македонија би имала силна опозиција? Вака, ја мислам дека ќе биде може тешко за Република Македонија доколку опозицијата не излезе на овие избори, од проста причина што ќе биде ослабена пред се надворешно политичката позиција на Република Македонија, а за внатрешно политичките предизвици не вреди ни да се зборува. Без оглед од тоа што пак и овој процес би завршил во некои избори за некој догледно време. Така да тој аспект мислам дека неизлегувањето на избори е неодговорно однесување пред се на еден дел од политичката елита во Република Македонија. Значи, нема да одиме на избори, ќе втурнеме државата во посериозна криза, пред се на меѓународен план. За која цел? Може ли некој тоа да го обясни на граѓаните на Република Македонија? Која е целта и која е цената што граѓаните на Република Македонија ќе ја платат заради таквото однесување? Така да од тој аспект јас сум еден од оние што би рекол или што би упатил апел до опозицијата, работите се премногу сериозни. Можеме да видиме и вчера со бегалците на јужната граница и со тоа што се случува, дека работите се премногу сериозни за да некој може да импровизира и да се игра со мирот и стабилноста на Република Македонија, односно со сигурноста и мирот на граѓаните, поединечно и колективно. Така да тој аспект мислам дека ова е многу сериозен пристап и дека опозицијата навистина треба да стави прст на чело. Ако може, значи самостојно да донесува одлуки од една страна, а од друга страна мислам и меѓународната заедница, пријателството кон Република Македонија треба да го искаже кон притисок на опозицијата да се појави на избори. Несомнено, меѓународната заедница имаше важна улога во целиот овој процес додека трае политичката криза во Македонија. Споминавте и вие на почетокот дека влијаеле за да се одложат изборите од 24 април на 5 јуни. Како ја коментирате целокупната улога на меѓународниот фактор во земјава и дали како гледате како они би настапиле сега во периодов што следува? Знаете како пратени во Собранието Република Македонија ќе ви кажам дека бевме понижени до највисок можен степен. Од проста причина што поголем дел од одлуките не ги донесувавме ние, него одлуките се донесува на некое друго место надвор од Собранието на Република Македонија. И јас знам дека многу ќе кажат, абе вие немате собствено мислење, вие не знаете што се случува, други за вас донесуваат одлуки и слично, меѓутоа поголем дел од пратениците, условно кажано, навлегува во приказната дека станува збор за поголеми интереси и дека ќе треба да отстапиме од она што се наши мислења. За да се подобро одговорам на ова прашање, се вратам малку на претходното прашање. Значи, ако немаме избори, имаме нови хибридни решенија, како што е хибридно решение со Пржински договор. А хибридните решенија доаѓаат до хибридни состојби во државата, до хибридни војни, до хибридни нации, до хибридни држави. Значи, сето она што се случува во Република Македонија, значи, како резултат на она што е дел од политички процес, се повеќе води Македонија во правец на една атипична демократија. Демократија која е надвор од стандардите на Европската унија. Знаете, ние со договорот од Пржина усвоивме неколку закони кои се во спротивност со уставот на Република Македонија. Аз како пратеник тоа ќе ви го кажам. Ние имаме некои решенија согласно договорот од Пржина кои не знам, србите велат ни пас сам ни куче со мас не може да ги изеде. Значи, така да хибридните решенија ќе уназадат Република Македонија. Значи, тој дуализам на власти, тие хибридни решенија нема да дозволат државата да може да функционира во полн капацитет. И од тој аспект, значи, мешаноста на меѓународната заедница во Република Македонија со цел да се надминат некои состојби. Мислам дека не секогаш дава решенија. Тоа е првата работа и втората работа, ние како представници на помалите етнички заедници и како представници на помалите партии не бевме вклучени во Пржинскиот договор и не сме дел од Пржинскиот договор. Имавме информации само до она што можевме да го слушаме по кулуари и странични информации кои ги добиваме преку разговорите со меѓународните представници во Република Македонија. Така да, тој аспект и ние немаме доволно информации. Тоа е едната страна на проблемот. А втората страна на проблемот е, ако меѓународната заедница се вклучила да го разреши проблемот, тогаш логичко
прашање се поставува дека меѓународната заедница за да го разреши проблемот треба да ја принуди опозицијата да излезе на избори. Пак се враќаме на почеток. Целокупната мешаност на меѓународната заедница во настаните во Република Македонија не и дава за право да стои надвор од политичкиот процес. Туку веќе кога зела дел од врските, треба тие своји врски да се ги реализира до крај. Една од врските е да убеди опозицијата да излезе на следниве парламентарни избори. Продолжуваме со разговорот веднаш по кратката пауза, секако остануваме на оној дел кој што го споминавте одлуките кои произлегоа од Пржинскиот договор и кои вие ги изгласавте во собранието. Почитувани, останете со нас, за кратко сме назад. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Пака повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Господине Стоилковиќ, ги споминавте оние одлуки кои ги донесе парламентот, а кои произлегоа од Пржинскиот договор. Велите, гласавме за тоа, меѓутоа многу одлуки се спротивни на уставот. Дали тука спаѓа и формирањето на специјалното јавно обвинителство? Обично впечаток е надвор, значи кога ќе излезете на улица, кога ќе сретишаваат граѓаните на Република Македонија, кога ќе прашуваат за одредени работи, они тргнуваат од тоа дека ние таму седиме и ние ништо не знаеме што се случува. Така ете така гласаме што ќе ни дадат и така натаму. Така да тој аспект мислам дека би требало на граѓаните да им појаснаме еден дел од тоа што се случува таму кај нас. Например, ние добивме закон за специјално јавно обвинителство, кој на првото читање беше дигање на коса на глава. Ви се подига кога ќе прочитате што пише таму внатре. Втората реакција викате јас ова не го гласам. Стручните луѓе кои се разбираат оваа проблематика, јас сум еден од тие кој малку така се разбира во тоа, во начинот на изработка на законите или во таа номотехничка техника, и во консултација со некои луѓе успеав да дознам нешто што веќе го подадам сега со граѓаните на Република Македонија. Законот за специјално јавно обвинителство без оглед на неговата содржина, значи сега не зборуваме дали е во соглас со уставот или ништо, значи има 24 номотехнички грешки. Значи сме гласали закон со 24 номотехнички грешки. Замислите што сме изгласали. Јас знам, многу ќе кажат, па не се требале да гласате ако не се согласувате и така натаму, меѓутоа треба некој да ја поднесе после одговорноста дека е против договорот од Пржина, односно против меѓународната заедница. Јас сум бил во ситуација, неколку пати сум гласал сам против сите во собранието на Република Македонија и знам какви се притисоци сум издржал и се што ми се случило после тоа. Да збориме и за признавањето на Косово, да збориме и за резолуцијата за Сребреница и така натаму. Значи, ја сум бил еден против сите. Така да во последен момент, зборам сега лично, во последен момент донесов одлука да бидам за, да не испадне дека еве сега ние сме против, како помала етичка заедница, сме против договорот од Пржино, сме против меѓународната заедница, сме против да штитиме некој заради некој криминал или нешто слично. Значи воопшто не станува збор за тоа. Кој направил криминал, нормално ќе се одговара за криминалот. Кој направил добри работи, граѓаните ќе си го гласаат на изборите. Така да од тој аспект ние имаме многу чист пристап. Меѓутоа би сакал само да ви кажам дека гласавме решенија кои навистина се многу далеку од реалноста и многу далеку од она како еден закон, например, би требало да биде. Тука спаѓаат и законите за влада. Министер на заменик, министер на подминистерство на заменик, на оној заменик. И додовме дополнителни заменици на дополнителни заменици, на оној заменици имаме министерот за внатрешни работи 400 и нешто решенија спротивно на законот. И сега имате во МВР хаос. Не се знае кој на која позиција е, кој е во основа на која одлука каде е и така натаму. За тоа зборев, значи хибридните решенија доведуваат до хибридни релации во стварност, во функционирањето на институциите на системот. Министерството за внатрешни работи како едно од најчувствителните министерства во државниот апарат не смее да си дозволи вакви состојби, да не се знае на кого која обврска му припаѓа. А состојбата надворе навистина мощна и сериозна. И замислите, во една мощна и сериозна и надворешно политичка и внатрешно политичка, ви имате блокирана институција Министерство за внатрешни работи. Блокирано од тоа што законот за влада, од многу заменици на министри, од многу дополнителни министри, и се што се изнасале, не функционира. Тука имаме и
Одлуката на владата на техничкиот премиер за спроведување на изборите Димитриев, кој ги поништи сите одлуки на Фросина Ременски и на Оливер Спасовски за тоа што смета дека се еднострано и противзаконски донесени. Како го коментирате ви ова? За некој за голем дел Димитриев го крши договорот од пржино со поништувањето на овие одлуки. Не вака. Јас ова како принцип ќе ви наведам за однесувањето на опозицијата. Опозиција се труди во своето дејствување да предизвика невозможни правно-политички ситуации. И кога се трудите да предизвикате невозможни правно-политички ситуации, како например што беше бојкотот, па ќе се вратиме, па не се вратиме, па ги враќаме мандати, па не ги враќаме мандати, слично. Веднаводу прават една специфична правно-политичка ситуација за која нема решение. Единствено решение е праведност. И како велат овие стари термини, дајте ми ги фактите, ќе ви го дадам правото, не ми ги давајте законите. Фактите ми ги дај, ќе ви го дадам правото. Од тој аспект, значи, многуте кадровски промени во Министерството за внатрешни работи, 400 и нешто, прочитав пред некој ден по бројка, спротивно на законот за влада. Каде што во Министерството за внатрешни работи се креира невозможна правно-политичка ситуација и ако владата на Република Македонија или надлежни задолжена институција се во владата на Република Македонија, таа што е извршна власт, поведе било каква одлука да ја спречи таа или да ја оневозможи таа невозможна правно-политичка ситуација, таа го крши договорот од пржино, а не го крши договорот од пржино, оно кој спротивно на законот кој произлегол од договорот од пржино прави 450-500 кадровски промени. Тоа се тие невозможни правно-политички ситуации. Сметам дека одлуката на владата е логична. Имаше ли потреба од формирање на специјалното јавно обвинителство? Пак би се навратила на таа тема. Зошто се формираше ова? Стварно ли опозицијата не им верува толку на институциите и дали навистина нашите институции не си ја работат својата работа? Специјалното јавно обвинителство требаше на меѓународната заедница повеќе. Мислам дека опозицијата не учествуваше во тој процес. Воопшто мислам дека беше само статист во тој процес кога станува збор за специјално јавно обвинителство. Така се моите информации. Меѓутоа сега најмногу доверба и самиот опозицијски лидер Зоран Заев кажа дека има токму во специјалното обвинителство. Тоа го кажува само дека меѓународната заедница треба да ги натера да излезат на избори, ништо повеќе. Заклучоците се сосема реални на однос на вашите прашања. Се што ќе поставите ќе води кон тоа дека меѓународната заедница ќе мора да ги натера да идат на избори. Се спротивно е ќе го се наруши кредибилитетот на меѓународната заедница согласно договорот за пршино. Тука правиме уште една пауза и се враќаме во завршниот дел од овој разговор. Почитувани, останете со нас. Форум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Ние дебатата во студиото ја продолживме и за време на паузата. Господине Стоилковиќ, ги споминавме оставките на министрите од Социјалдемократскиот сојуз. Оној ден кога собранието требаше да се распушти, само на неколку часа пред распуштање ги депонираа своите оставки. Сега се поставува прашањето, ќе се констатираат, кој ќе ги констатира нивните оставки или сепак ќе останат министри во владата за спроведување на изборите до 5 јуни? Па пред малку зборе за креирање на невозможни правно-политички ситуации. Една од невозможните правно-политички ситуации кои се обидува да направат беше ова. Меѓутоа, она што мислам дека не е познато во јавноста и што во суштина објаснува многу работи. Социјалдемократскиот сојуз одлуката да не излегува на избори ја донесе неколку дена пред распуштањето на собранието. Значи, ако ние се распуштивме на 6:7, они некаде на 3-4 донели одлука да не учествуваат на избори. Меѓутоа, ели преговори со меѓународна заедница, па ќе учествуваме, па нема да учествуваме, па ова не било уреду, па ова ќе биде вака, ова ќе биде онака. И немајќи веќе потези што да изиграат, тајме во минут до 12 ќе ги дадеме оставките до собранието на Република Македонија и сметајќи дека ВМРО ДПМН ќе одигра онака како што порано играше, не претпоставувајќи дека ВМРО израсна во сериозна политичка партија, дека ВМРО ќе ги прифати тие оставки. Да беа прифатени тие оставки, собранието да ги верифицираше тие оставки, во секој случај тоа ќе значи крајниот договор од пржино, ВМРО ќе беше обвинет дека го руши договорот од пржино, дека ги руши контактите со меѓународната заедница и слично. Собранието донесе одлука да не ги прифати тие оставки, тие ќе бидат
министри се до новиот парламентарен состав, односно се до изборот на нова влада на Република Македонија, така да изборниот процес во кој дел од ингеренциите за сигурноста на процесот има Министерство за внатрешни работи, ќе го води Оливер Спасовски. Сакал тој или не, тоа му е работата. Ајде малце и околу Државната изборна комисија, се изнаслушавме секакви бројки, толку, онолку фантоми. Сега конечно нели е завршена и теренската проверка. Денеска, според моите информации, Државната изборна комисија треба да одржи седница, велат уште 4 дена и уверуваат дека ќе се исчисти списокот и јавноста ќе има можност да го види, да направи увид во тој список. Дали вие верувате во ова и дали Македонија ќе оди на избори со чист избирачки список? И дали ќе се расчистат оние дилеми кои постоја, дека има фантомски гласачи? Прво почнаа со бројка од 150.000, па после таа бројка се наголемуваше за на крај да се стигне до некоја бројка од 89.000 кои треба теренски да се проверат и на крај извештајот покажа дека тоа се многу малку граѓани. Проблемот со бирачкиот список е само уште една потврда дека кога се впуштате во политичка акција да ги придобиете гласачите, значи морате да бидете барем во мала мера и реални. Не можете све да измислувате. Не можете да стои, например, 1.000.000 денари, вие да викате 1.000.000 евра. Не можете да велите дека има 500.000 фантомски бирачи. Не можете да велите дека има 150.000 фантомски бирачи. Просто е неверојатно. Значи, просто нема никаква логика во процесот. Кај нас процесот на биометриски лични карти го води германска компанија. Замислите. Луѓе во Македонија 300.000 дупли лични карти. Фантомски бирачи. Дали некој се размислил кога се гаѓал со бројки, што е стварноста у таа приказна? Бидејќи се занимавам со тоа работа подолго време, и тогаш и сега тврдев и се кладевме со некои луѓе дека ако грешката во бирачкиот список биде повеќе од статистичка грешка, а тоа не е статистичка грешка изборна 2 до 3%, него 0,2 до 0,3%, значи тогаш ги губам сите одлоги. Ни таа бројка ја нема. Невозможно е да воспоставите луѓе со двојни идентитети. Невозможно. Може, 1-2 тајни операции, сега не знаеме сега од државата какви се активности се случуваат. Меѓутоа, масовно тоа да биде, тоа е просто неверојатно. Ако кај нас има фантомски бирачи, ако германска компанија го води издавањето и приказната со биометриски лични карти, тогаш колку фантомски бирачи би требало да има у Германија? Просто станува збор за некои работи кои не да не може да ги докажете, него кои се надвор од реалност. И кога ќе устврдите такво нешто, или кога се занимавате со политика, кога сакате да докажете нешто, и воопшто во животот, држете се до реалните бројки. Кажете еден човек и трудете се тој човек да го најдете, да го докажете дека е проблематичен, а не да зборувате, да не бидам вулгарен, да не бидам погрешно сватен, да се гаѓате со бројки од 150, 200, 300.000. Имаме прилика да го слушаме премиерот кој зборува за бројка од 500, се уште непроверени. Ја ќе ви кажам дека дел од моето семејство беа фантомски бирачи кои сме родени туку во Македонија. Значи, еден куп луѓе, значи во Кумано, значи да не ви кажам дека половината од луѓето кои беа на списокот ги познавам. Како, мислим, од каде сега тоа? И луѓето што ги проверуваа, значи сега така наречените фантомски гласачи на терен, мислам дека никој не излезе во македонската јавност да објасни како оди таа проверка. Ќе ви кажам, значи, еден од вработен од државната администрација со двајца представници, еден од ВМРО, еден од СДСМ, ги бараат луѓето од така наречениот фантомски список, правеа записи за секој и на секој записник се потпишуваа. Каде се сега тие фантомски бирачи? Каде е сега обвинението на специјалното јавно обвинителство за 30-50 000 фалсификувани лични карти и останати глупости? Знаете како со еден потез успеаат да се убијат сами себе, значи до толкова можна мера да стана смешно или апсурдно да коментирате некои такви постапки. Така да тој аспект мислам дека воопшто граѓаните на Република Македонија ја увидуваат целокупната приказна. Станува збор за луѓе кои по моја длабока процена, барем по разговорите со стручњаци што сум ги водел на оваа тема,
Најпозната школа за политичка кампања е школата на BBC. Разговара сега скоро со една жена, истакнат представник на таа школа, кој ми кажа дека луѓето вика се уште не се апдейтирани, вика немаат внесено нови податоци, вика они се ги употребуваат нашата школа од пред 10 години. Тоа беше нашата школа од пред 10 години. Значи со масовни приказни ќе се оди, со големи работи кои не задоволуваат ниту еден логички критериум, меѓутоа создаваат хаос во јавноста. Меѓутоа ние таа школа вика ја употребивме и ние вика таа школа више не ја експлоатираме, ние веќе се занимаваме со други работи. Така да тој аспект мислам дека на граѓаните на Република Македонија им е сосема јасно зошто станува збор. Од една страна, од друга страна, знаете кога во Република Македонија ќе излезете ќе кажете некој обично, нормално јавно мисле. Веднаш ќе бидете обвинети дека навивате за еден или за друг, а не дека ја зборувате реалност. И таа приказна на спротиставени политички полови ВМРО и СДСМ е една мамка за граѓаните на Република Македонија да се внесе немир кај граѓанството воопшто во Република Македонија, луѓето да се мразат едни други без никакви причини, да се бараат условно кажано измислени непријатели, се да се случува само ние да функционираме, затоа што мислам дека она што во политичкиот дел се случува кај нас, на граѓаните треба да им биде јасно дека како е битно во Република Македонија да се биде власт, така е битно во Република Македонија да се биде и главна опозиција. Така да сега ќе имаме прилика во наредните денови да гледаме условно кажано жестоки пресметки на таа страна. Кој ќе го преземе лидерство во опозицијата? Мислам дека тој е период кој не очекува. Господине Стоилковиќ, тука мора да привршуваме с оглед на тоа што е неколку минути точно пред пладне. Само за крај би ве прашала 5 секунди, ако може, да прогнозираме кој би победил на парламентарните избори 2016 година. Справите анкети, вие сте дел од владината коалиција, имате своја партија. Ајде сосема на кратко, 5 секунди имаме време. Па во една реченица. Да, во една реченица. Оние што немат бирачи треба да заборават на политика, дека кога немате бирачи треба да одите во било која странска амбасада. Тоа е првата порака. Втората порака се однесува и втората работа или одлука е на граѓаните на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија треба да донесат одлука во каква држава ќе живеат. Граѓаните на Република Македонија ќе треба да донесат одлука дали претениците и владата ќе ги донесуваат одлуките во оваа држава или амбасадорите на меѓународната заедница. Што се однесе од исход на резултатите, работиве се сосема јасни во спортски жаргон. Ова е надпревар без квота. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе извојува убедлива победа. Ви благодарам за гостувањето и за пораките кои ги упативте. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви благодарам што и овој понеделник бевте со нас. Денеска е 11 април 2016 година. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Владимир Дамјановски, Дине Вучков. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Имајте убав ден и пријатно расположение. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.